Синоќа телевизија Мега беше во друштво со спортско-качувачкиот клуб Вертикал од Битола, каде разговаравме за дисциплината спортско качување. Останете со нас и проследете го разговорот со претседателот на овој клуб. Спортското качување е слободно совладување на одредена линија на природна или вештачка карпа, на предпоставени обезбедени насоки, користејќи се исклучиво со рацете и нозете за напредување во насока нагоре. Спортското качување е дисциплина која еволуира од алпинизмот, а целта и идејата е да се успее да се стигне до врвот на карпа или крајна точка сидриште, без пат или било какво помагање со безбедносна опрема, доведувајќи ја на тест личната атлетска способност. Спортското качување се практикува на така наречени спортски насоки, карактеристични првенствено по својата мала должина од 8 до 35 метри и одна предпоставено меѓуосигурување, најчесто експанзиони и лепени клинови поставени на мали растојанија. Во Македонија постојат повеќе спортско-качувачки клубови, а еден од нив и прв на територијата на општина Битола е спортско-качувачкиот клуб Вертикал. На гости сме на спортско-качувачкиот клуб Вертикал, со нас е претседателот Горан. Горан, збор 2 за спортското качување. Спортското качување е релативно нов спорт кај нас, во светот не е. Многу популарен спорт во светот. Се трудиме да стане и кај нас. Веќе 14 години го имаме во Битола, иако многу луѓе знам дека не знаат се уште дека постои таков спорт кај нас. Иначе, кратко за спортот е произлезен од алпинизмот, но многу побезбедно од алпинизмот, затоа и спорт има надпревари во него, што значи безбедноста е на највисоко ниво. Иако знам дека на многу луѓе му звучи дека е многу опасен спорт, ако се почитуваат правилата е навистина многу безбеден спорт. Дали е скап спорт? Да се практикува? Можем да речеме комотно дека не е воопшто исто скап спорт. Алпинизмот е многу скап, а спортското качување се што ви треба е појас, патики и кацига. Тоа е негде околу 150 евра инвестиција која што во наредните 5-6 години ќе ви користи. Околу вашиот клуб, како се активностите, како се одвиваат активностите, мислам, во која насока се со членови, како стоите? Во нашиот клуб, значи, просториите за тренинг овде ни се во средното техничко училиште, Ѓорги Наумов. Секој ден и од понеделник до петок имаме тренинзи. Имаме болдер вежбална што е ова нас и вештачка карпа за качување со јаже. Значи генерално може да поделиме на две дисциплини: болдеринг и лид клајминг или во водство со јаже. Едното значи треба јаже, другото се паѓа на душеци, не треба јаже. Секој се може да практикува? Секој, буквално секој што се може да дојде. Секој што сака, може нормално и да се надпреварува, може и рекреативно, чисто, буквално секој човек. Сам ми беше она од старосната граница, дали постои некоја старосна граница? Секој што се осеќа дека има желба и сака, не е проблем. И деца мали од 3-4 години може да идат. Како стојат нештата околу надпреварувањата? Во Македонија, значи, и надвор, како се надпреварувате? Во Македонија, значи, веќе околу 20 години имаме лига на надпревари и федерацијата, значи, перфектно ги организираме сите тие работи, сите тие надпревари. Околу 5 до 6 надпревари во текот на годината имаме во различни градови. Така? Ние имаме 1 до 2 надпревари годишно кај нас во Битола што се одржуваат. И таа значи репрезентацијата наша од низ цел свет на надпревари. И на европски и на светски. Каква е соработката со останатите клубови во Македонија, да речеме во Скопје? Одлично. Ние сме, може да речеме комотно мала федерација, релативно нов спорт и мала федерација, така да соработката е на пријателска основа и е многу одлична буквално. Духот и суштината на спортското слободното качување е надминување на сопствените можности и континуирано поместување на границите на качувачкиот спорт, користејќи се со соодветни техники за обезбедување и качување и сите препорачени и утврдени мерки за предпазливост и безбедност. Спортското качување е еден од најбезбедните спортови што ги познава човекот. Магијата на овој спорт е во подигнување на сопствените можности, подигнување на личните граници, како и градење самодоверба и подигнување на личната способност преку паралелен процес на незаборавна качувачка авантура со секоја следна качена насока. Горан, која е тајната за добар качувач, спортски качувач? Како и во секој спорт, желба и упорност и тренинг. Тоа е главното, другото секи си иди само. Нешто да извоите ваше така од досегашната ваша спортска кариера, нешто така, некој добар интересен момент кој ви се така ви остана во осеќавање, кој искачување кое сте го направиле?
Клубот наш го направивме уште 2002 година. Тогаш беше алпинистички клуб. Така. Со тек на време, ради надпреварите и законот во Република Македонија да даваше можност еден клуб да има само еден спорт. И поради тоа, нашиот клуб стана спортско-качувачки клуб, бидејќи имавме млади деца кои што се надпреваруваа. Лично јас за мене, ако кажувам, јас почнав со алпинизам и во тој правец имам одредени успеси за мене. Во спортско качување дојдов само како инструктор и реално никогаш не сум се надпреварувал јас лично. Така. А вашите членови имаат да издвоиме? Од нашите членови, да, имаме, видовте таму, ги имате да ги донеса денес да ги видите медалите. Можам да кажам дека бевме и сме, ако не најакиот, еден од најаките клубови во Македонија. Кажи ми следни активности, што да очекуваме? Следни активности во месец април во Прилеп имаме интернационален болдеринг собир. Буквално од цел свет ќе има качувачи, над 200-300 качувачи ќе има. Така, нешто за крај? Да. Па се боравив нешто не кажавме. Ништо освен да препорачам сите што имаат желба се добре дојдени да пробат да дојдат. Спортското качување е еден од спортовите кои ќе бидат вклучени во летните олимписки игри во 2020 година, со што се очекува да најде место во алејата на редовни и масовни олимписки спортови, а нашата земја нуди голем потенцијал на природни качувачки локалитети за развој на овој спорт.